Наместо радост за освоени нови врвови и совладани предизвици, Гевгелија ја прими тажната вест за смртта на 63-годишниот планинар Георги Петков. Познатиот гевгелиски лекар, специјалист инфектолог и страстен планинар, не успеа да биде шестиот македонец кој го освоил Монт Еверест, највисокиот врв во светот. Неговото срце престана да чука вчера попладне на висина од 7200 метри надморска височина. Според агенцијата Франс Прес, тој колабирал пред кампот 3 на непалската страна на врвот. Неговите сограѓани се во шок, а локалните новинари велат дека Петков тргнал на искачување на Монт Еверест на 24 март и секојдневно добивале нови информации за неговиот поход. И телевизија Нова 12 го следеше неговото патување кон височините и во други моменти. Така беше и овој пат кога го испративме на 24 март од овде, од Гевгелија за Непал. Следевме се оно што случуваше овие изминативе 60 на дена, бидејќи експедицијата требаше да трае до крајот на мај. Кога заминуваше, кажа дека ќе одат на врвот или на почетокот на мај или на крајот на мај. Планинарското друштво Кожув информира дека смртта на Петков е огромна загуба за македонското планинарство. Искачувањето на Монт Еверест била негова најголема желба и бил во добра физичка кондиција. Беше голем алпинист и ентузијаст кој што во последните 10 години активно се подготвуваше за остварување на неговата најголема желба, искачување на највисокиот врв во светот, и при тоа во сите овие 10 години тој ги имаше искачено речиси сите највисоки врвови на континентите. Планинарското друштво Кожув го известиле дека се потребни 45.000 евра за транспорт на телото на Петков во Гевгелија. Половина од средствата ќе ги покрие осигурителната компанија, додека останатите треба да ги обезбеди неговото семејство. Доктор Петков бил дел од експедицијата предводена од британскиот планинар и лидер за комерцијална експедиција Тим Мосејдеј. Според медиумите, гевгелискиот планинар е четврт починат оваа пролет при обид да го искачи Монт Еверест.